Здраво, ова е 60-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци, илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е A Star is Born на Бредли Купер, во кој станува збор за славниот музичар Джексон Мејн, глумен од Бредли Купер, кој помага на младата пејачка Ели, глумена од Леди Гага, да стекне слава и покрај тоа што тој си ја саботира кариерата со алкохолизмот. Ова е филм за рок-н-рол звезда која брзо согорува поради автодеструктивноста, тврдоглавоста и неизлечените рани од детството, а наспроти неговиот пат забележуваме подем на нова музичка звезда која е затекната од вртлогот на слава, ги вкусува сите сладки плодови на музичката индустрија кои имаат горчлив вкус кој се крие по првото загризување, во постојана борба со менаџментот кој сака да ја представи во светло кое е поразлично од тоа што таа навистина е, да ја брендира, спакува и продаде на незините слушатели како артикл кои сакаат да го слушнат, станувајќи сечи посет. Од нивното интимно соголување на идентитетите преку Греми дебаклот и фаталниот епилог, гледаме раѓање и умирање на еден љубовен пламен, кој низ филмската историја милиони пати бил представен, посебно во музичката индустрија, кај што секој артист постојано е фотографиран и славата се плаќа по цена на интимноста, затоа што секој конзумент си зема право врз животот на звездата, не баре тоа е данокот на славата. Рок-н-рол духот е задржан во посветеноста и истрајноста на изведувачите и покрај физичките хендикепи да достигнат успех во професијата, затоа што имаат што да дадат на сцената. Джексон Мејн го задржува кантри менталитетот, не баре е 45-тиот член на Линард Скинард, бил на дното и на врвот, ги слушнал сите сладкоречеви зборови на индустријата, па затоа ја советува саканата да им го каже тоа што сака да им го каже на слушателите, затоа што само незината искреност ќе ја даде долгорочност. Неговата несигурност ја втемелил неговиот татко, кој го подучувал да биде пијаница, засадил трауми, помалку стравува дека Ели ќе биде изедена од машиниријата, помалку е љубоморен, но не како завидливиот и посесивен менаџер кој ќе го стави последниот клин во ковчегот, само за да здобие целосна контрола врз животот на клиентот, саботирајќи ја незината среќа и брак. Верувам дека Бредли со неговата глума има разнежнето многу женски и машки срца. Контрапунктот на ликот на Леди Гага е постигнат на тој начин што го запознаваме во два различни аспекти, како обична девојка која е подготвена да се тепа во бар, до музичка дива во гламурозниот свет. Филмската кариера на Гага беше составена од споредни улоги, како на пример таа во American Horror Story, која не ја загрозуваше целовитоста на сериите и филмовите, поради незините лимитирани актерски способности, но мудра одлука е да застане зад главна улога на лик, чиј што манеризам и однесување го разбира и најдобро може да го спроведе на платно. Сем Елиот е помошникот на Джек, кој е долготраен сведок на самоуништувањето на музичарот и му е дојдено преку глава да чисти зад неговиот неред, започнат со упропастувачкиот татко кој го глорифицирал и всушност тој му е вистинскиот родител кој никогаш не го имал, барем додека бил на турнеја. Ако говориме за режисерското деби на Бредли Купер, тогаш треба да знаеме дека тој е еден од оние холивудски актери со обемна кариера и контакти во Холивуд, кој за да режира филм ќе ја најми најдобрата техничка екипа, предводена од кинематографот на Аронофски и монтажерот на Шон Пен, за да му помогнат во неговото трчање по актерите со камерата, научено од Дейвид Расел. Не му беше доволен филмот на Бредли, па сега ќе го режира и Бернштейн. Многу добро знаеме кој е Метју Либатик и што може неговата палета на бои да предизвика во филм на Аронофски, така што тука употребени се светлите сини и виолетови нијанси на сценските рефлектори и во интериерите на домовите, кај што во крупни планови ги монументализира ликовите, но умее и да го воздржи гламурот кога ликовите минуваат низ мрачни периоди, далеку од тоа дека целосниот потенцијал кој го поседува Либатик е искористен во филмот, иако имале можност да снимаат за време на концерти, во аудиториуми каде што се одржувале, доделување на награди, односно на сите локации кои независни филмаџи би ги сонувале. Джей Кесиди е човекот кој му припадна работата да го сошие снимениот материјал и да му ја даде енергијата и динамиката која ја поседуваат музичарите на бина. Филмот да завршеше првите 5 минути со самата најавна шпица ќе имаше многу поголема оценка отколку таа што ќе ја добие од мене.
Филмот заслужи епизода во видеологија, иако начално едва ги исполнуваше критериумите на емисијата, но поради тоа што низ насолзените очи на светската јавност допрена од срцепарателната приказна, која милион пати е подобро обработена во квалитетни епски романси кои не морале да бидат пишувани и препишувани од чопор на косценаристи, носејќи го истото име како и овој ремейк, оригиналниот од 1937 година, првиот ремейк на Џорџ Кјукор од 1954 со Џуди Гарланд и Џејмс Мејсон и наредниот од 1976 со Крис Кристоферсон и Барбара Стрейсен во главните улоги, па сметав дека сум должен да му го дадам потребното внимание кое го заслужува. По 5-тата минута високите естетски норми се помалку и помалку се задоволуваат и гледаме забавен музички филм со неколку препознатливи песни, за разлика од La La Land, но боливудскиот мюзикл во Холивуд имаше квалитетна кореографија и динамична промена на сценографија. Филмот имаше премиера на Венецискиот филмски фестивал, а потоа играше во Торонто, Цирих и Токио и се зацементира на репертуарите на големите киносали. Не се сомневам дека ќе добие неколку номинации и ќе освои неколку Оскари, вклучувајќи го и тој за најдобра песна, соодветно одпеана од актерите. Филмската љубов се развлекува низ убави и немили настани. Ние, гледачите, се запознаваме со ликовите додека и самите тие се запознаваат помеѓу себе, но не постои трагичен епилог кој може да го оправда неинвентивно искористеното предолго време траење на филмот. Филмот е повеќе Pretty Woman отколку Almost Famous, но барем доловува еден фрагмент од ерата на индустријата во која што живееме, иако све помалку артисти може да се пофалат со полнење на стадиони, што е мрачниот аспект на индустријата за кој што филмот не говори. Ако морам да го евалуирам, тогаш A Star is Born од мене има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 60-тото издание на дигиталната архива видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!